Беше тоа на 29. јули 1014 година, кога во битката на планината Беласица кај Струмица, војската на македонскиот цар Самуил била тешко поразена од војската на византискиот цар Василий II, кој нареди околу 15.000 воени заробеници да бидат ослепени, а на секој 100 војник да му се остави по едно око, за да ги води другите кај цар Самуил. Потресен од глетката, цар Самуил умира на 6. октомври 1014. 4 години по неговата смрт, неговото царство се распадна. Беше тоа на 29. јули 1945 година, кога се прогласени првите народни херои на Југославија од Македонија. Тоа беа Мирче Ацев, Стеван Наумов Стив, Орце Николов, Страшо Пинџур и Христијан Тодоровски Карпош. По неколку дена, на 2. август, за народен херој е прогласен и Кузман Јосифовски Питу. Беше тоа на 29. јули 1971 година, кога во Битола за прв пат се одржа Републичкиот фестивал на народни игри и песни Илинденски денови. Почнувајќи од таа година, Илинденски денови секоја година се одржуваат од 29. јули до 2. август. Овој фестивал представува репрезентативна сцена на изворни народни игри и песни на македонскиот народ и на етносите кои живеат во Македонија, а веќе неколку години има и меѓународен карактер. Беше тоа на 29. јули 1992 кога Собранието на Македонија донесе одлука за членство на Македонија во Обединетите нации. На 29. јули 1993 година Киргистан ја призна Република Македонија. На 29. јули 1910 година умира Глигор Соколов, деец на македонското револуционерно движење. Тој е роден во прилепското село Небрегово, останал без образование и бил самоук. Станал четник кај дедо Димо во 1895 година и учествувал во Мелничкото востание на Македонскиот комитет. Во 1897 бил четник и во Кратовско, а во 1900 бил во четата на Мирче Ацев во Прилепско. Во текот на Илинденското востание бил четник во обединетата чета на Сотир Атанасов, Атанас Мурџев, Никола Пушкарев, Крсто Лазаров, Димитар Ганчев и други. По расправијата со војводата Мурџев заминал за Србија и таму, од страна на Милорад Гоќевац, бил вклучен во Српскиот комитет на четничка акција. Во летото, 1904 година, Боби Стојчев по барање на Борис Сарафов му дозволил Глигор да има пристап до курирските служби на Македонската револуционерна организација. Тој себе си се представувал за војвода на чета, која била испратена од Македонското друштво во Ниш. Глигор Соколов е убиен на патот од Прилеп кон Небрегово во јули 1910 година од турскиот терорист Шериф, односно Шукри, поврзан со деецот на Македонската револуционерна организација Петар Ацев.